أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Благодарност само припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Джел преку ова негова вера Ислам му забрана на неговите робови све оне што му е штетно како за дуња така и за ахирет. Па едно од работите кои Исламот строго му ги забранил на секој еден муслиман е да оди кај било кој сихирбаз и поставил Аллах Азза ва Джелле преграда меѓу него и овие сихирбази за да ја заштити неговата вера и да го заштити неговото верување. Па оној што оди кај сихирбази и гатачи се изложува на голема опасност. Во Сахих Муслим се пренесува дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: сличните два хадифи кои имаат две различни казни, а за исто дело. Но разликата ни е кажи Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем кој верил во првиот хадиф: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Кој ке отиде кај гатач и ке го праша за нешто, нема да му биде примен намаз од 40 ночи. Значи, кој човек ке гледа човекот ке нас, гатач, и само ќе го опитат за нешто, велит Мухамед алейхиссалам дека на таа особа нема да му биде примен намазот 40 ночи. Додека во други хадис велит Мухамед алейхиссалам: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. Велит кој ке отиде кај гатач или предскажувач и ке поверува во она што го кажува. Значи во овој хадис ќе му поверви во оне што го велит. Велит Мухамед алейхиссалам, тој направил куфр и неверство во оне што му објавено на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Што значи, само во одење ке овие сихирбази или гатачи, само во одење е еден од најголемите гревови. Но разликата е во тоа што некој ојд само за да опитат. Само за вакво прашање казна има човек што нема ја прима намаз од 40 ночи. Овдека брајче исто така влегвите многу често што се споменуваат во или на интернет, што се гледат хороскоп, па човек вели: ја знам, не верува во тема, само да види што вели за месецов мој или за звездата моја и слично. Истото и ова е. Тој влегвит и опасно е дека за таква особа нема да му биде приман намаз од 40 ночи. А додека влезиш и видиш што ти предскажува тие за иднината твоја, валијаду билла, или ош ке гатач, па му повервиш во оне што го велит, е тек овдека е бреча куфр и неверство кој го истава човека од Аллаховата вера. Спомнавме во претходното дружење дека изучувањето, подучувањето на сихер е неверство и отпадништво од вера, а денеска иншалла ќе спомниме некои видови на сихер, како би знаеле и да го молиме на Аллах Азза ва Джелле да ни заштити нас и нашите фамилии. Прво, сихер на разделување, тефрик. За него Аллах Азза ва Джелле посебно го има спомнато во 102-иот ајет од суратул Бекара: وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِ. Велит Аллах Азза ва Джел, и од нив двајца учеа со што или како да го разделат мажот од неговата жена. Ова е еден вид на разделување.
со овија вид на сихер може да се предизвика разделување меѓу човекот и неговите родители. Све живеат убо, па одеднаш нема да се понесете ни со други. Ове сихер за разделба измеѓу човек и неговите родители. Исто така за разделба со брат, со браќа или сестри, со пријатели, со соседи, па дури и со деловни партнери. Дури во трговија, кога се некој заедно, па има добра трговија, беричетна трговија, некој кој е злопатен, кој е зол, кој е лош и кој имат хасед, му прави сихер за разделба, да и раздели овие кои заработаат заедно во трговија. Го спомнавме исто така хадисот од Џабир радијаллаху анху, дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: Иблис го поставува својот престол над водата, а потоа ги испраќа своите чети, своите војници. Најблизу до него е оној што ќе предизвика најголемо фитне. А према хадисот, најголемо фитне кој е оној кој предизвика и кој шејтанот го доближа до себе, е токму оние шејтани кои ќе направат разделба измеѓу муж и жена. Спротивно од овија вид на сихер е сихер на тиуеле, а тоа е сихер за љубов. Те е сихер со кој настојават женава да го приворзи можот за себе си или обратно. Исто така Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем набројава 3 работи кои се од ширк. Прво вели недозволена рукија. Која е таа недозволена рукија? Рукија која се учи со нешто што не е јасно. Не се учи со Куран или со дови, туку со нешто што не е разбирливо, или со барање помош од џино и шејтани. Вако вид на недозволена рукија е ширк. Исто така мајливе, кои претежно прават тие гатачи. И трето велите тиуеле, а тиуеле ти овја посебен сихер кој го користат сихербазиве за жени кои сакаат да придобијат или да бидат можите нивни приворзани за ними. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем го вбројал ове во ширк затоа што тој што и користи овие работи верви дека само по себе те имат влијание без возвишениот Аллах азза ва џел. И овде интересно е еден пример што ми го кажуваше директно шејх Абдурахман еш-Шемсан, Аллах да го чува. Кажи пример од него место, во него село или близу околу него, вели дека некоја жена која имала проблем со неговиот маж, тој е одбијал, па сакала да го приворзи за себе си. Отишла кај некој сихербаз и му наредил да му направи сихер од овие тиуеле за добивање на незиниот маж. Откако го зешла сихерот кој беше за јадење, нешто за јадење, Аллах азза ва џеле му даде да се покајт, пред да му го дај на маж му. Се покаја од ове дело, но сихерот го фоллила, без да го растори, го фоллила надвор од незината куќа. Но со Аллахова дозвола и кадер, теја што беше за јадење го изешло и јагне од незината куќа. Кажви Чехов дека теја јагне, толку влијание што имал сихрот во него, нон-стоп барало да биде до таа жена. Било приврзано до таа жена. До тој степен што биле принудени да го заколе теја јагне. Ове колку влијание имат овие сихер кои го прават овие сихербази, но свето теја со што? Со Аллахова волја и дозвола. Исто така од видовите на сихер е сихер на причинување или привидување. Овија вид на сихер е оња кој ако му направи на некого гледат нештава поинако нивната вистинска состојба и гледат поинако, му се причин вид поинако. Возвишениот Аллах азза ва џеле вели: فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّأُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. И одеднаш од нивниот сихер му се причинува дека нивните јажиња и стапови се движат, изгледале како змии. И ове случката со кого? Со Муса алейхи салату вассалам и војската или со сихербазите. Исто така од опасниот вид на сихер е сихер кој предизвикаат разни болести, а онни ми е и џунун, а тоа е лудило. Кај овој вид на сихер, оној на кого му е направен, се појавуваат симптоми слични на лудило, на избезуменост, на ментална пореметеност. Во Муснедот на имам Ахмед исто така се пренесви случка
дека аџото на Хариджа ибн Ес-Салт отишол кај Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем во една прилика. Па кога си заминал он него, кога се враќал, поминал покрај луѓе кои имале човек кој бил ментално болен. И не само теа, дури бил ворзан со синџири, затоа што будала Полоња правил проблеми. До таа мера што морале да го ворзат со синџири. Тогаш му рекле неговото семејство: слушнахме дека вашиот асхаб, се мисли на кого? На Мухамед алейхи салам. Слушнахме дека вашиот асхаб е дојден само со хајр, само со добро. Па дали има нешто што може да му помогне на овој наш асхаб, кој е болен, кој го снајде ваква состојба? Па овој рекол: му учев рукија со суратул Фатиха, само суратул Фатиха. 3 дена по 2 пати, саба и навечер. Само со суратул Фатиха, браќа, неколку пати, 7 пати или колку имат можност да му учи. Саба и навечер 3 дена. За 3 дена, вели, возвишениот Аллах Азза ва Джалле го излече. И му е торна таа болест која го имаше погодено, и заради теа тие му дашле како награда 100 овци. Па отишол тој ке Мухамед салаллаху алейхи веселем и му објаснал оваа случка. Па Мухамед алейхи салату вассалам му рекол: земај ги овие 100 овци, се колнам во Аллах Азза ва Джалле, навистина имат луѓе кои заработват и јадат од оне што е харам, а ти заработа или јаиш од ове што е халал со исправна рукија. Ове е, браќа, еден од најголемите докази и поуки за нас, дека нема појако суре за рукија од суратул Фатиха. Најголем проблем е кај нас, ако некој имат проблем, наеднаш барат некој рукеџија, наеднаш. А немат потреба да се барат кога мој самиот да се учиш рукија, или да му учиш на твојата жена, или обратно, или што е најбитно да му учиш на твоите деца. Никој немој да е искрен во учење на Фатиха или дова за своето дете, отколку да дојде некој други од надвор, кој не го позна ни тебе ни твоето дете. Сигурно родителот е поискрен и појче сакат здравје за своето дете или за својата фамилија. И затоа од суннете да се учи ова рукија, да се учи суратул Фатиха, за било што да го погоди на твоето дете или на твојата фамилија. Исто така, еден од што е проширен вид на сихер е сихер кој предизвиква безволност, немање волја за ништо, морзливост, повлекување, повлеченост и желба да биде само настрана, да не си со луѓе. Овдека исто така мора да се споменет голема напомена, а теа е дека многу луѓе живеат во везвесе. Не дека имаат сихер. Мало да е морзлив или да не му се работат или да немој да направи нешто, готово, јас сихер имам. И тога го прави да биде болен исто како да е со сихера, нема ништо. Еден од најголем проблем е, браќа, ке нас везвесел и страот. Посебно ако види негде вака или прочитат дека морзливост, а ове оне е симптоми на сихер, готово, тој е болен и дење и ноќе. И зате често му спомна на било кој чадој кој имат потреба или че опитат нешто или на општо на брајчава дека не е битно дошто е морзливоста или болеста, дошто не е битно. Туку битно е да се држиш до Куран и Суннет и да го земаш Куранов како лек. Нажалост, ние што правиме, ние само истражвиме ке е болеста и што е болеста, без да се заставиме да учиме Куран. Еднош вели тоа, после часуми нешто друго, не од сихар, не од ове, не од трето, четврто, нон-стоп тој се движи и само е во паника и само думат и само мислит ке му е проблемот, а не го барат лекот. И исто така е совет, ако има некои вакви симптоми, да речеме, од морзливост, од немање волја, прво добро е да се појд, многу често споменати шејхојве, на медицински аспект, да се провери комплет дали имат некаков проблем со него. Зашто многу често вакви симптоми се од медицинска страна, проблеми со здравјево и слично. А тек на крај човек треба да си остане на Куран како везден и да го земат Куранов како лек. Од овдека се нормално, браќа, имат сихер кој е многу потежок од овие работи, а те е сихер кој го погожда човека со слепило, со парализа, со глувост, немост, значи нем и слично. И овие се ептем, значи тешки состојби кој едино кој може да го излечите само возвишениот Аллах Азза ва Джал. Иако, но да не забораваме дека сихрот, иако имат влијание, ништо немој да се деси без Аллахова одредба.
и дозвола. Затоа муслиманот, правиот муслиман имат везден доверба во Аллах азза ва џел. Везден се потпира на него и цврсто верви дека оне што Аллах сака ќе се деси, а оне што не сака нема шанси да се деси, па макар да станат сите сихирбази на ова дуња. Велит Аллах азза ва џел: "Ва ма хум бидаррин бихи мин ахадин илла би изнилlah", но тие со овој сихер немој да наштетат никого освен со Аллахова дозвола. Имат исто така и други поинако вид на сихер. А те е, браќа, астрологијата. Астрологија е верување дека според поставеноста на некои звезди може да се одреди и човечката судбина. Од Ибн Аббас радијаллаху анхума се пренесува дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи селем рекол: "Кој ќе научи еден дел од астрологијата, научил еден дел од сихрот." Кој ќе научи еден дел од астрологијата, тој научил еден дел од сихрот. Колку повеќе учи од неа, толку повеќе навлегува во сихрот. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи селем со овој хадис не предупредува и забранува изучување на астрологија, бидејќи таа се заснова на тврдење за скриени нешта и дека го знаат гајбот. И дека со ними се гледат гајбот, кој гајб му припади само на кого? Само на Аллах азза ва џел. Астролозите од овие движења и положба на небесниве тела и звезди се обидуваат да заклучуваат оно што се случи на земјава. Така тврде дека оној што е роден под одредена звезда, дека тој ќе биде среќен, а други ќе биде несреќен. Исто така кога ќе има дожд, кога ќе имат снег, кога ќе имат жештина, студ, кога ќе се менуве дури и цените и кога некој ќе умрити слично. Све тоа го гледаат према што? Према, како што тврде тие, према овие звезди, и све тоа е основано на теја дека тие го познаваат астрологија, гајбот на Аллах азза ва џел, а гајбот не го знае никој други освен Аллах субханаху ва таала. Најголема сил, браќа, на шејтанот е да те натера да направиш куфр, па после си слободен. Ова еден пример исто така ми се деси во едно од наши села. Ми кажа еден дека кога му се родил син, имал големи проблеми со син му, нон-стоп плачело, нон-стоп цвичело или пискало, нон-стоп не седело мирно. Па знаете, ке на сон, ма прво што бараат, он модет ке баачки, ке гатачки и слично. Па сумил за некого, го зел син му и отишел ке него. Кога стигна вели таму, кога стигна видов толпа на луѓе, сите чекаат ред, пошто за таму претежно и ред се чекат. Луѓево наместо да се ослоне на Аллах азза ва џел, да бараат од Аллах азза ва џел, оде да бараат од овие гатачи или гатачки. И велит кога стигнав, излезе само еден помошник од тој што беше со него внотра и ми вели: "Ти филан и фалан, дојди со твоето дете филан и фалан." И ми велит: "Гледаш дека ме знаеше мене пред да појда ке него, а никој не му кажа за мене." Со ове, откако влегол, му кажал самиот што имат проблем син му. И ове е доволно за да го натера него да верви дека овие го знаат гајбот. Дека го знаат оне што е било или оне што било и претходно. И ове му е доволно на шејтанот за човек да поверви, а кој ќе поверви дека некој го знаат гајбот покрај Аллах азза ва џел, излегвите од вера, ове е куфр. Ове му е потребно на шејтанот. Па после вели тој му учише Куран, после нека ти учи Куран до сабајле ако сакат. Тој ја заврши својата работа. Па сега мој да ти учи Куран, ама не ти вреди тебе Куран откако си направил ваков престап. И затоа човек мора да пази што прави, како прави и ке кого ојд, од кого земит лек и слично. И последно, Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи васелем велит во како друг вид на сихер, велит алейхи салату вассалам: "Кој ке врзе јазол, кој ке врзе јазол или конци или било што, па ќе дуни двоними." Претежно што прават сихер базиве, Аллах да ја уништит, прават работи, ворзвет работчево и после дујаат во тие работи или во тие што го имаат ворзено и на тој начин прават сихер. И вели Мухамед алейхи салам: "А кој ќе направи сихер, на ваков начин направил ширк. А кој ќе се приврзе или ќе се ослони на нешто, тој ќе биде препуштен на теја." Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи васелем
ни извести или ни предупреди на овој вид на сихер, а исто така Аллах Джелешануху во суратул Фелек ни нареди да бараме заштита од него, каде што велит и од злото на оние што дуваат во јазлите. Овде се он свит посебно на жени. Претежно рековме претходно дека тие се оние кои прават сихер. Затоа браќа, оне што е обавеза е теа да муслиманот да се чуваат од одење кај вакви сихирбази, а посебно е битно да ја познава нивните обележја, нивните знаци, за да не бидит измомен. Најчесто овие сихирбази гатачи не клањаат намаз, не даваат зекат, и оне што го сакаете нечистотија. Оне што тие го сакаете е нечистотија. Исто така, но нивните знаци е да ти побараат име твое и име од мајка ти твоја. Ако хоќеш да учиш руќа, тој немат потреба од твоја биографија, немат потреба од име твое или од име на твоја фамилија. Овие се знаци дека тој е сихирбаз. Исто така да барат некои лични предмети, како облека, коса, ногти и слично. Или да барат животно да се заколи на посебен начин. Исто така се овие свиве работи кои кажуват дека тој е сихирбаз. И многу имат, сигурно имате најдено и сам разни амајлии кои имаат пишено на лисе кои немој никој да позни што пише. Исто така овие се знаци кои укажуваат дека тој е сихирбаз. И затоа човек треба да се пази. Елхамдулилlah, денеска бар овде околу нас нема што одет или нема многу што одет, за разлика од многу други места. И посебно, субханаллах, во афричкиве места, замислите, имат продавници и дујчани кои продаваат вакви работи за сихер. Посебни работи за сихер. Од кукли, од конци, све направено само сихер и плюс имат посебни школи за учење на сихер. Велит Ибн Бас рахимехуллах, на крај велит Ибн Бас рахимехуллах, објаснувајќи која е причината за ширење на сихров. Велит, колку повеќе се шири незноењето, колку помалу има зноење, какво зноење? Шеријатско зноење. Денеска има многу зноења разни, ама многу мало има шеријатско и исламско зноење. Замислите колку луѓе или колку студенти одат во разни факултети, а колку одат на исламски факултети. Па велит Ибн Бас, еден од најголемите причини за ширење на сихров е токму незноењево, токму оддалечењево од право шеријатско зноење. Исто така, колку е послаба верската и општествената пречка, толку повеќе се намножуваат сихирбазите и измамниците. Тие се шират меѓу луѓето поради желбата за нивниот имот, за да ги измамат, и поради други причини како што е зависта и омраза што се појавува помеѓу луѓето. Овие се најголемите причини заради што се шири сихров. Остани браќе на најбитна работа да ја спомниме, иншаллах, следното дружење, а те е како да се сочуваме од сихрот. И ова мисля дека ние исто така многу битна работа за нас самите, а исто за нашата фамилија и за нашите деца. Иако со овие ајет, 102 ајет, мало ја издолживме, ама видов дека имат корист, па иншаллах мислам дека нема да е доста нишен нареда да спомниме, а те е, реков, посебно битно заради што ќе бидат за како да се сочуваме ние, нашите деца и нашата фамилија од сихр, од сихирбази и од све оне што може да ни наштетит на нова дуња, посебно на нашата вера, зашто многу лесно може човек да изгуби верата, да не е ни свесен. Го молам на Аллах азза ва џелле да ни чуват од сихир, од сихирбази, од гатачи, од нивните злонамери, и го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни уцврсти на неговата вера, да ни го дајт хакот како хак, да го гледаме и да го следиме, и да ни чуват од оне што е батил, и да ни олесни да се оддалечиме од него, и го молиме на Аллах азза ва џелле да ни сведени во џеннетул фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.